На скајп го имаме Стефан Андоновски од ВМРО ДПМН. Добро вечер, господине Андоновски. ВМРО ДПМН дали останува на барањето за рачно пребројување на ливчињата, откако таквото барање беше одбиено од страна на ДИК, сега жалбите се упатени на Управниот суд? Токму така, ВМРО ДПМН поднесе две суштински жалби до Државната изборна комисија. По одбивањето на жалбите поднесовме две тужби до Управниот суд, кој што треба да одлучи во постапка во наредните неколку денови. Двете жалби, едната се однесува се во врска со приговорите, првата се однесува на приговорот за рачно физичко пребројување на ливчињата, затоа што бројот објавен на апликацијата на Државната изборна комисија не соодветствуваше со записникот број 16, кој што се пополнува на избирачките места, и втора работа што се доцнеше повеќе од 12 часа за објавување на првичните неофицијални информации. Што се однесува до вториот приговор, и тоа е исто така суштински, а тоа е да се направи увид во неважечките ливчиња, повеќе од 30.000, во смисла на членот 115 од изборниот законник, за да се види дали тие навистина може да се сметаат како неважечки во смисла на овој член од законот, затоа што видовме дека свесно една политичка партија во последните денови од кампањата водеше активна кампања, активен притисок кон населението да ги прешкртува ливчињата. Па од тука сакаме да видиме дали во таа смисла ливчињата се направени со сила неважечки, се одземени ливчиња и гласови кои што би припаднале на ВМРО ДПМН. Господин Андоновски, сепак кои се главните забелешки во однос на пребројувањето? Мислите ли дека е можно да се случи тоа, Управниот суд да донесе одлука онаква каква што веќе не донесе Државната изборна комисија, рачно да се пребројуваат? Тоа е веројатно заради тоа што беше сајтот хакиран и не можевме онлайн да гледаме како тече воопшто броењето и резултатите како пристигнуваат. Така, на сајтот всушност проструја информации кои што не соодветствува со реалната слика на терен од истите избирачки места, а за што граѓаните и јавноста беа сведоци, и заради тоа и ги поднесуваме овие тужби до Управниот суд. Постои пракса да Управниот суд одлучи позитивно по основ на тужбите на политичките партии и постапката се враќа во Државната изборна комисија. Заради тоа и нашата правна комисија одлучи да поднесе тужби во врска со овие два приговори. Господин Андоновски, вечерва вашата партија има извршен комитет. Кои се главните точки на овој состанок? Така, редовен е извршниот комитет. Сега дозволете ми со една реченица да им се заблагодарам на активистите, членовите, симпатизерите на партијата од сите местни и општински комитети низ цела Македонија, кои што активно учествуваа во кампањата, но и да им се заблагодарам на сите граѓани кои што успеа да им одолеат на притисоците, уцените, заканите, подкупот и да го дадат гласот за ВМРО ДПМН. Како што реков, ова е редовна седница на извршниот комитет. Во секој случај една од точките ќе биде и дискусија за изборите, процесот на изборите, крајот на кампањата и резултатите од истите. Сепак, господин Андоновски, дали ќе се бара одговорност од оние што можеби потврлиле очекувањата, можеби за резултатите во одредени изборни единици биле поголеми, а сепак тоа не се случило? Дали ќе се дискутира и за нечија одговорност? Па видете, јас не би сакал да шпекулирам за што точно ќе се дискутира, затоа што, како што рековте, состанокот е закажан за вечерва и може да се отворат секој тип на дискусии. Дискусијата е секогаш слободна на телото на извршниот комитет. Има и точка разно во која што било кој од членовите или гостите на извршниот комитет може да даде точка на дискусија и да дискутира по одредено прашање. Така што не би сакал да преюдицирам на кои теми конкретно ќе се дискутира и какви заклучоци извршниот комитет ќе донесе. Според статутот ги носи одлуките со мнозинство гласови. Неизвестно е се уште како ќе се формира владата, иако е известно дека мандатар би бил Заев. Сепак, сметате ли во ВМРО ДПМН дека може да му се случи на СДСМ она што се случи на ВМРО ДПМН во 2016, сепак да не може да формира влада доколку нема коалициони партнери што тоа би го направиле? Имате ли надеж и дали воопшто калкулирате или разговарате со одредени политички партии на оваа тема? Како што кажа и претседателот Мицковски, наш став е дека ВМРО ДПМН останува кредибилен носител на дискусијата за формирање влада и ние во овој момент
ги разгледуваме сите можности за коалицирање, како што го правиме тоа од вечерта на изборите. Треба да знаеме дека изборниот процес не е затворен, завршен, затоа што финалните резултати и мандатите се уште официјално и финално не се распределени и од тука е прејудицијално да се дискутира кој со кого ќе коалицираат, затоа што партиите воопшто се уште ги немаат добиено своите мандати. Ако ги погледнеме првичните резултати, факт е дека ВМРО-ДПМН освоила најголем број на пратенички мандати како македонска партија од македонскиот блок, и ако одиме по оној принцип на дискусија, чисто како размислување, тоа да коалицираат големите партии кои што освоиле мандати од македонска и од албанска страна, тогаш ВМРО-ДПМН е фаворит во оваа трка, но и од аспект на мандати, но и од аспект на политичка реторика и кампања. ВМРО-ДПМН во ниеден момент не се занимаваше со останатите партии и коалиции, ниту од македонскиот, ниту од албанскиот политички блок, туку се занимаваше со граѓаните и со својата понуда, па така ние немавме изјави дека едната или другата страна не вреди ниту 5 пари, или дека нема да може да формира влада или коалиција, или дека едни или други треба да одат во опозиција. Напротив, нашиот став беше да прикажеме понудата кон граѓаните, а потоа после изборите да отвориме една широка дискусија со сите кои што имаат освоено мандати во собранието и да размислуваме на формирање на идната влада. Ви благодарам многу за ова кусо интервју вака на Skype. Ќе видиме какви ќе бидат одлуките на извршниот комитет на вашата партија и што понатаму. Благодарам уште еднаш што бевте дел од ТОП тема. Ви благодарам и на вас.